Почитувани граѓани на општина Неготино. Се наоѓаме во здравствениот дом на општина Неготино. Денешниот прес ќе се однесува со следното. Станува збор за реконструкција на дел од здравствен дом, каде што се менја прозорци, уредува фасадата, парно, исто така и електрична инсталација. Зашто сакам да кажам и зашто денеска сакам да појаснам на граѓаните од општина Неготино. На 27.4.2021 година е склучен договор за проект за енергетска ефикасност во јавниот сектор преку единица за имплементација на проект. И другата страна е здравствениот дом Неготино, тоест дали за ова. Еве да видиме на терен за што станува збор. Да го погледнеме тоа, да ни бидат чисти, јасни работици. Еве имплементацијата, договорот, дали да ја видиме, за да знаеме за што станува збор. Ево го договорот кој е склучен на 27.4.2021 година меѓу здравствен дом, кој треба да се реновира здравствен дом Неготино, здравствен дом Долни Дисан и здравствен дом Демир Катија. Договорот е склучен помеѓу министерот за финансии Фатмир Бесими и тогашната директора Билјана Филипова. Овој договор зошто не е направен и треба да каже Горан Стојанов, нели? Треба да каже тогашниот градоначалник Горан Стојанов, тогашната секретарка или сегашен градоначалник Марија Нацева, дето што го викав Методи Данилов, нели? И ова Весна Ѓорчева, како се прозива лекарска, да го објаснат на граѓаните зошто овој проект не се реализира до сега. Зошто се држеше во фиоките, да не се книже и да не биде дека Билјана Филипова го направила тоа, или како да кажеме, се делиме по партијско осно. Значи овој здравствен дом е на граѓаните на општина Неготино. Нити е на СДСМ, нити е на ВМРО, нити е на МАК, нити е на Левица, нити е на независните членови во општина Неготино. Значи тука нема партија, тука има здравствен дом, установа која му служи на граѓаните. Значи ова треба да биде хитка направено тука и да функционира, не да бега до турите, него дојдаа тука паши и јаги, како да е ова нивно. Исто од овој прес, сакам да го прашам и директор Ѓурѓо Пасинечки, зошто овој проект стоеше во фиоката од 2024 година. Еве од кога стое во фиоката. Од 2024 година, па потпишам се. За крај барам одговорност од Горан Стојанов, тогашниот градоначалник, сега исто е вработен во овој здравствен дом, Марија Нацева, тогашниот секретар и сегашен градоначалник, Методи Данилов, тоа е дето мозгот кој го назади Неготино еден век, и Весна лекарска Ѓорчева. Зошто го држа овој проект до сега, или уште ќе работиме тендерчината за да може да си ја земеме ние провизијата? Зошто оти Билјана Филипова беше тогашно време директор? Значи она го направила тој проект, а зошто одделението за урбанизам лекарска не го направила? Значи барам одговор. Значи, мора да сносите одговорност. И ова ќе биде поднесено до институциите на Република Македонија, да видиме што правеше овој проект од 2021 до 2026, а ние граѓаните да страдаме. Па дали сте биле ВМРО или СДС,
србите викат заболи ме брига. Мора да одговарат. Значи, ова нема да помине така. Јас како советник Љубе Тимелков, овој случај нема да го оставам да биде неказнет. Мора да ја знаеме вистината. Јас сум и добил моите гласови пред граѓаните и кажав дека секоја информација, секој потрошен динар на граѓаните во општина Неготино мора да се знае. Значи, тендерашките работи и политичките поени, таму одите со идеологијата на друго место. А за инфраструктурата во општина Неготино и за тендерите и за криминалите, тука ќе бидам немилосрден, бидејќи јас дадов клетва пред граѓаните на општина Неготино и мора да ја оправдам таа. Значи, секој динар мора да се знае каде е потрошен. Марија Нацева, Методи Данилов, Ликарска и Горан Стојанов ќе излезете пред граѓаните и ќе кажете. Ако не кажете зошто е така тоа направено, тогаш ќе кажете во институциите за прогон на Република Македонија и во општина Неготино. Уште еднаш треба да знаат граѓаните на општина Неготино и на Република Македонија, ова значи предизборен, изборен и после изборен подкуп. Тоа е тоа, а со тој предизборен, изборен и после изборен подкуп ние ја уништуваме или ја загрозуваме, по неготински се вика, безбедноста на Европската Унија и на Обединетите нации. Значи, загрозуваме безбедноста на Европската Унија и на Обединетите нации и на институциите во Република Македонија. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави. Ова мора да го обелодениме.